Сточарите во нова неизвестност. Каде јагнињата ќе завршат овој пат? Во прашање е пласманот на околу 5 до 7.000 јагниња, кои традиционално пред католичкиот Божик треба да бидат извезени. Моментално нема моментални откуп. Не е започнат. Цената ако е испод 180 динара, катастрофално е. Не може да издржиме ние више. И немаме храна, не можеш да земеш ништо, не можеш овчарите. Ти одат, го стадата се продават, више нема. Не останаа ситни сега, те ние се мачиме со повише овци, така што имаме. Ке влијае уште тоа кризата со ова што е со болеста што. Секој ден на пролонгирање на откупот ја прави производната цена на јагнето се поскапа. Доколку продажбата се одложи, загубите и оваа сезона се неминовни. Па не се исплати, веќе цените се чисто минимални, нема никаков откуп. Ако не се овие албанците да додат облешо на пазар, значи нема никаков откуп. Благодарение на них, иначе нема зашо ни еден да чува. Традиционално, македонското јагне завршува во Хрватска, Италија и Грција, но поради корона кризата овие пазари се речиси затворени. Минатата сезона делот јагнињата со интервенција на државата се продадоа во Јордан и Саудиска Арабија. Каде јагнињата ќе завршат овој пат? Секако дека фокусот ни е да ги задржиме пазарите, да се постигне она цена која што е прифатлива за самите производители, односно одгледувачи на овци, а потоа доколку има потреба, како и секој што го зборуваме, дека тука спремни сме да дополнително, ако има потреба да интервенираме. Знаете дека минатата година за прв пат се извезе еден со карго лет имавме надвор од Европа, Саудиска Арабија. Сега се надевам дека тие пазари ќе се задржат. Дури доколку каков таков откуп има, со моменталните цени за сточарите повторно нема живот. Цената не е порастала уопште за овие 50 години. И кој ќе чува? Еднострана нема и овчари, и млекото е ефтино, јагнето е, да речем со години, 140, за нова година е 200, па спадне 140. Поради ова, се помал е бројот на оние кои остануваат со стадата и својата екзистенција ја вадат од сточарството. Интересувањето е за стоката е многу мала, младиот народ го нема тука доволно и како можеме да чуваме стока кога се сме старци останали тука ние. У село дали има 200 овци? Па намали се овече, тука нема. Дали има 2 фамилии сточарство, нема више тука и намале ги многу. Проблемите кои со децении ги притискаат сточарите се причина во македонските трла да има се помалку овци. Ако во 2009 година во државата имало 750.000 грла овци, нивниот број лани изнесувал 680.000 или за дури 70.000 грла помалку.